Мързлива и поспана, дечиня. И вие сте исто така? И аз сънував хамбургери и тостови. Аз съм много мързлива. И ти си мързлива, а ти, Пинги, нещо си сонувал? Хамбургери и тостови. Пинги, па И нема... помфрит. Па, Пинги, па ветивме дека ќе се храниме здраво. Ти знаеш дека тетка Нела од Виталија многу ќе ни се налути. Нели? Ама знаете што? Јас предлагам ова утро ние вака да си се излежуваме. Ајде да играме на буква. Може, дечиња? Може! Леја, ти ја знаеш играта на буква? Не, аз знам. Не ја знаеш, сега ќе ја научиш. Само да отворам светло, за да имаме светло. Добре. Значи, на играта на буква се игра кога кажуваме една буква и велиме на таа буква ќе погодуваме животни и тогаш ние смислуваме кое животно го знаеме на таа буква. Значи, Пинги, јас предлагам ние да погодуваме животни на буква Т. Вазна. Пинги, па размислувај малку, па ти знаеш дека вазна не е животно, нели, Анџела? Да? Кое животно го знаеме на буква Т? Трева. Па нели Матеја нема животно трева? Да. Пинги, дали ти денеска нешто си појадувал од Виталија? Я денес ништо не погодив. Бидејќи ти ништо не си јадел здрав оброк. Јас. И затоа ти, Пинги, не можеш да размислуваш. Еве ти, Пинги, едно вакво прекрасно плочка барче од Виталија, за да можеш правилно да размислуваш, па, Пинги, многу ме разочаруваш. Животно на буква Т може да биде Да. твор, например. Тоа е едно животно кое испушта малку непријатен мирис, нели, Матеја? А јас сакаш да те скокоткувам? Леја, Не. дали си ти спремна да погодуваш играчка на буква К? Може? Тогаш седни до Анџела и да погодуваме играчка на буква К. Да си... Крокодил. Не е крокодил е животна, нели, Матеја? Да. Која играчка ја имаме на буква К, Анџела? За Кукла! Јас погодив, знаете ли зошто? Бидејќи додека сите вие спиевте, јас си изедов една плочка од Виталија. Па, мамо, Пингвин нешто не погоди. Зошто сега ти му се лутиш? Пинги не погоди ништо, бидејќи Пинги нема ништо појадувано денеска. А тетка Нела ни кажа колку е појадокот важен за Не ми нашиот плачи. мозок да работи добро, Не да ми бидеме плачи. паметни, да бидеме умни и сите да ни завидуваат, Пинги. Така нели, Пинги? Не ме да ме плачи. Знаеш ли ти, Пинги, што друго ние знаеме во врска со здравата исхрана? Што? Дека појадокот, Пинги, е најважната работа која децата и добра возрастните треба да ја прават наутро. Поради тоа, јас предлагам да играме подоцна
дечиња, а сега да станеме и да појадуваме бидејќи нашата кошница е полна со здравје. Ајде! Стани! Стани, брза, брза! Драги наши, повторно имаме сериозни муабети на многу интересни теми, во кои повторно го посетивме. Психолошкото советувалиште Психомодус, каде што и денеска се среќаваме и разговараме со психотерапевтот доктор Сонја Алексич Вуковиќ, со која заедно денеска избравме една тема врзана за казните. Не парични казни, не некои страшни казни, туку казни кои честопати родителите, а понекогаш и бабите, и дедовците, и оние кои што ги чуваат децата, им ги изрекуваат на децата кои со одредена работа заслужиле нешто така, да им се укаже дека не се добри со нивното поведение или со нивното однесување, а честопати сакајќи да направиме, мислејќи дека, односно правиме нешто добро за нив, нели? Каков е вашиот став околу казните? Вака, и веројатно сите луѓе кои биле деца знаат дека кога се казнети, а знаат дека направиле беља, казната никако не ги погодила, не знам колку да е тешка. Значи, биле мирни. Меѓутоа, неправедно казнетите деца, или тоа не се заборава никако. Значи, многу е битно. Значи, дали се одреди казната, правата мерка. Така, мерката. Дали воопшто треба казна. А што се однесува до овој систем на казнување и наградување, дефинитивно он претрпел големи промени, затоа што имаме три модела некои тука на некој таков систем, нели, на воспитување: авторитарен, демократски и авторитативен. И сега би кажала дека порано дефинитивно тоа бил авторитарен. Значи, таткото или патер фамилијас бил врвен авторитет кој казнува, наградува и тука нема што. Казните биле прилично оштри, биле и физички, можеби порано почесто. Верувам, меѓутоа, последните 5-60 години настанува една демократизација во однос на воспитувањето на децата. Младите родители се повеќе читаат психологија, се нагласува важноста и значајот. Фала му на Бога, се промени односот кон децата и веќе децата не се третираат како мали возрастни, туку се третираат како единки во развој, многу една фрагилна, нели, популација. И тоа е добро од една страна, нели? Ова некоја демократизација што настанува свесност за важноста на нашиот однос кон децата, меѓутоа тука нормално кога одиме во на некои нови полиња правиме грешки. Грешките углавном сега во овој момент што јас можам да приметам се хиперпротектирање, значи претерување со не со казни, воопшто со тоа да на детето не му се бара ништо, мислам да даде за возврат. Не му се поставуваат воопшто граници на однесувањето, значи преголема толеранција, преголемо протектирање на децата, што дефинитивно страшно ги оштетува децата. Затоа што на нив сепак им требаат граници некои во оквир на кои слободно ќе се движат. Да, меѓутоа граници заради нивната сигурност, чувство на сигурност. Така да, секако дека некакви казни мора да има, меѓутоа предпочитам да тоа биде сепак муабет, нели? Да не биде физичка казна. Физичката казна дефинитивно го губи својот значај откако ќе употребите прв пат. Значи, тепањето е страшно се додека не го употребите. Значи, претњата за тепање е ефикасна, ама тепањето само веќе не е, знаете, така да посебно ако тоа се прави во некаков ако родителот ја губи контролата над своето однесување, тоа е страшно, мислам, нели? Така да, што се однесува до казни, повеќе сум за тоа да на многу јасен начин на децата да им се кажат правилата на однесување и она што е уште побитно, а тоа е да ние ги почитуваме правилата на однесување. Значи, факт е дека многу, мислам, така си звучам ко да повторувам некоја фраза, меѓутоа тоа е точно.
дека децата не слушаат што зборуваме, децата не гледаат што правиме. И тоа е она. Значи, ако сум јас како родител интегрирана личност, тоа што го мислам, зборувам, правам едно, мислам, тогаш моето дете тука некаде би се однесувало. Секако не би секако децата сакаат да прават експерименти, да откриваат. Нормално дека стално ти има таа љубопитност, нели, да се отиде, да се види нешто што не сме. Меѓутоа, во главном, значи, децата на родители кои не псујат и покрај тоа што слушаат псовки на улици, и покрај тоа што пробале да, нели, го имитираат своето другарче од улица, сепак не продолжуваат да псујат. И тоа е така. Така. Спротивно на казните се наградите. Многу од родителите во денешно време во кое што сите некако сме во трка со време, сакаме да направиме што е можно повеќе од планираните задачи кои утрото сме си ги задали, никогаш не успеваме, денот се пролонгира наместо на 8, на 12 работни часа, често пати сме неприсутни во текот на денот со се она што се случувало, му не достигаме на детето и многу од подобро ситуираните родители се обидуваат да го компензираат нивното отсуство од дома со скапи подароци, со нешто што може би во дадениот момент неговото дете не го заслужува, бидејќи тој не знае какво е неговото поведение, не знае каков е неговиот успех, а сепак му купува нешто што детето и реално не може да го цени и да му каже од срце ти благодарам. Нели? Може ли да се купи детската љубов? Прво, нормално дека не може, меѓутоа со ова, прво, родителите му прават збунка на детето во однос на ориентираноста кон тоа што е добро, што е лошо. Нели, едноставно не може детето да воспостави вредносен критериум ако наградата оди за нешто што не постои, нели, као добро однесување или почитување на правила и така. Така да, таа компензација на материјални добра за она што уствари на децата им треба, тоа е малку поминато време и тоа е квалитетно, нели, малку внимание и сенс, значи, емпатија, едноставно. Мислам, некои родители немаат многу време, меѓутоа, тоа време што го поминуваат со децата е многу квалитетно, затоа што ги чувствуваат своите деца. Кога ви е некој толку близок, не ви треба многу муабет за да го доживеете, нели? Едноставно знаете, под гласот, интонацијата, изразот на лице, било што, нешто, знаете, зрачи, што ти го уловите како сигнал дека нешто не е во ред и можете да му пристапите на детето. Така да, тоа вадење дека немам време и слично не е во ред, затоа што детето и не бара да си играме со него, мислам, некогаш можеме, меѓутоа, во ред е да си игра со другарчињата, меѓутоа да одредено време кој ќе биде квалитетно искористено за добар контакт. Значи, ако е добар контактот, тотално ирелевантно колку е времето во смисол на некоја должина на време. Значи, треба да е добро искористено. И овој однос да се негува. Значи, добар родител е оној нешто знае многу психологија, ако не може да ја искористи. Емпатијата е битна, емпатичноста, чувството за детето што го имаме. Да, и постои една изрека, сега не знам дали ќе ја кажам точно, но вика искрена љубов родител-дете е она кога детето ќе те трча да те гушне дури и тогаш кога доаѓаш со празни раце. Така, нели? Да, секако. Затоа што нашиве деца денеска толку се материјално задоволени. Знаете да веќе немаат критериум за процена. Ако порано во некое мое време, нели, добро, макар да јас не сакам чоколади ни тогаш, а знам дека сите сакаат чоколади, нели? Замислете дека денеска уопште не е фазон да купите чоколадо, затоа што никој не реагира на чоколада. Тоа е толку нормално. Тоа е толку нормално, да. Ја не знам што треба на децава денеска, за да кај нив се предизвика некаква возбуда, некаква желба, знаете како. Така да мислам дека ова е претерано, ова задоволување што се прави на децата е претерано затоа што на нив им го уништува доживувањето на задоволство. Знаете, што све треба сега да се случи за да детето доживее задоволство? Човекот, нели, кој навикнал да има стално чоколадо, нели, како би се израдувал на нешто што е, нели, што треба да се случи за да он има едно доживување на возбуда и задоволство. Токму така.
Тука некаде би се заблагодарила за и денеска за издвоеното време. Си начнавме убав поабед, верувам дека вие и понатаму ќе ни предлагате теми на нашата Facebook страна Звезди и приказни, па ќе разработиме и нешто што можеби токму вам ве интересира. И не заборавајте никогаш дека кога сакате да му се налутите или да го казните, да го скарате вашето дете, убаво размислете и одберете точно онаа мерка која што не треба да му ги повредите неговите детски права, бидејќи секое дете има своји права, тоа е своја личност, со емоции, за кои не треба да ви раскажувам. Сите вие кои сте родители многу добро знаете колку силни емоции има секое детенце. Одиме со нешто следно понатаму. Па другарчиња, дојдоа и минутите во кои секогаш имаме во друштво, значи позната личност, изборуваме за детството, за приказките, за песничките и за најинтересните случки од нивното детство. Од мојата десна страна е човекот кој речиси целиот век го помина во смеење, во причинување радост на луѓето и на возрастните и на децата, и токму поради тоа тој остана вечно млад, воопшто не променет. Нашиот познат хуморист и имитатор Ранко Рангелов. Здраво, Ранко. Здраво, Сузе, здраво до нашите дечиња. Да ти кажам една работа сега. Кога бев дете, сакав да порасна. Сега откако растев и прераснав, сакав да се вратам на детството. Ама прерасна. И сега баш да се присетам на оние најубави моменти, кога ќе легнам да спием, јас пак сонам дека сум уште дете. Да. И не можам да заборам како мал уште, она што го рече на почетокот. Јас уште од мал приметував како изгледат наставниците, како изгледат професорите, и стално сум бил со имитација, значи јас сум бил цел живот друга личност. Не сум бил свој. Кого најдобро си имитирал како мал? Како мал најдобро го имитирав Борис Мајсторот, кој ги кажуваше приказните на Радио Скопје. И навечер слушам радио, а дење кога се децата покрај мене ќе седнеме вака и ја им раскажувам приказната. И толку се воодушевени што значи цела недела една приказна им кажувам. Како например она приказна беше една за рибарот и лисицата. И денеска се сеќам и еве сега ќе ја раскажам баш како што сум ја кажувал тогаш. Ајде. И така, драги дечиња, рибарот си фаќал риба во Вардар. Тука бил конјот, колата и си вика: леле, шо риби изнапаќав, сега кога ќе натоварам, бабата дома има да се воодушеви и вечер само има риба да пржиме. И заеднаш тој среќен натоварил риби и тргнал на кај бабата. Ама го сретнала лисицата и видела дека носи риби, се направила дека е умрена. Легнала на патот и тој вака ја подбуцнал. Ајде да стане, умрена е, значи покрај рибите на бабата исто ќе направам нешто од лисицата. Леле, како ќе се израдува. Ја фрлил лисицата кај рибите, си ги фатил коњите напред и си оди. Ама лисицата нели е итра, почнала рибите да ги исфрла една по патот, си ги исфрлили и си ги собирала. Тој оди дома, вика: бабо, отварај бабо да видиш што ти носам, полна кола со риби и уште една лисица од која ќе си направиш бунда. Доаѓа бабата и гледа: што лажеш бре ти, празна кола носиш, како не ти е срам? Дедото кога погледа: леле, ете што ми направи лисицата. Значи нема поитро нешто од лисица. Нема. Нема, лисицата е позната, она превртлива, која секогаш излегува победникот, поумната така. И во басните, и во сказните, И во секогаш сите. дечињата која ќе се спореда со лисицата и одат како лисицата, ни животот мислам успех имат. И трина да. е многу важно да имаш во животот. Да, јас мислам дека желба, а и подвиг на секој родител е да ги научи децата да бидат итри, да не бидат, што се вели, смотани, да не бидат да се наивни. снајдат, да пеат.
Јас Колку сум- беше ти Итро дете како малечок? Стално си пеев нешто, стално нешто кажував, вакви приказни, ги имитирав. Тогаш се сеќам како мал, како дете, ги имитирав многу овие репортериве фудбал што пренесува. Како се Ајде да сеќам се на потсетиме малце. гласот тогаш беше. Еве сега во бобето да ви речам дека топката доаѓа до Мето Спасовски до Мојсов. Мојсов легове коска против. Удо гол од гол! Драги дечиња, нема гол. Топката поеде од печата градината во остал 2-0 спрема 0. И мене ме врати, може би не во детството, ама ме врати во минатото. Да. Овај интересен коментар кој верувам дека ќе живее и после тебе. Да, Ама ти дај Боже да ни поживееш Дај уште Боже, многу дај долги Боже, ја години. исто. И уште многу долги години да не развеселуваш без разлика тоа на кој медиум ќе го гледаме во континуитет. Ранко, ти посакувам никогаш да не умре детето во тебе. Нема да умре. Нема. Секогаш да го негуваш детето во тебе. Добро, еве драги дечиња, Јас ве поздравувам и велувам дека најдобро е да си останете деца и кога ќе пораснете, затоа што детството е нешто најубаво на светот, нешто што не се брише никогаш, колку години да имате, секогаш треба да бидете детенце. Така е, драги другарчиња, останете дечиња и тогаш кога би требало да влезете во светот на возрастните, чувајте го детето во вас.